Градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски вчера вечер во Скопје заедно со 10 граѓански здруженија ја потпиша иницијативата за формирање на нов политички субјект Движење Знам за наша Македонија. Движењето Знам е формирано со главна цел да ги штити интересите на македонската држава, македонскиот народ и сите етнички заедници кои што живеат во Македонија, водејќи се од европските начела и вредности за суштински промени во Македонија, вели Димитриевски. Нашата основна цел е да се вратиме на темелите на нашата државност, тоа што во континуитет го газат. И линденците, и асномците, тие ќе ни стојат како сенка, а ние ќе газиме напред заедно со граѓаните на Македонија и при тоа нема да делиме никој, ниту по вера, ниту по етнос, ниту пак по припадност, туку ќе бидеме обединети сите за Македонија. Но при тоа, на тој пат ќе мора и да учиме, особено ние македонците, да учиме од нашите сограѓани албанци, да постигнеме национален консензус на македонскиот народ во оваа држава, бидејќи ако не го направиме тоа, ке не нема, драги мои пријатели. Бидејќи како што велат, ножот е дојден до коска. Комитите своевремено се колнеле на кама, пиштол и Библија, а овие денеска се колнат на жими мајка. Според Димитриевски, граѓаните се обезволени, фрустрирани, разочарани и мора да им се врати надежда дека има светла иднина, а за тоа да се случи порачува, дека ќе работат да изграда држава во која право и правда ќе има за сите, држава во која секој подеднакво ќе одговара пред законот, држава која ќе се грижи за правата на сите граѓани подеднакво, почнувајќи од најмладите па се до пензионерите, за стопанството, за природните ресурси на државата, за животната средина. Што се однесува до членството во Европската Унија, тоа е еден од нашите врвни приоритети. Но ние македонците, Македонија и сите граѓани на Македонија ќе влеземе во Европската Унија со крената глава. Не со понижување. Секој договор и секој протокол е потпишан од луѓе и може да биде сменет од страна на истите тие луѓе во зависност од состојбите и моментот кога ќе се стави на маса. Но суштината овде е дали е ова единствениот услов, бидејќи лично мене, ама воопшто не ми смета бугарите еден ден да бидат составен дел на уставот. И сите останати граѓани од сите други етнички заедници да бидат тука. Но ми смета ако ставам некој во уставот и ме негирал до вчера од надвор, а денеска ме негира во собствената држава како граѓанин на оваа држава. Па ги гледам до вчера биле функционери, министри, премиери и така натаму, а денеска велат јас како бугарин сум обесправен во Македонија. Јас искрено не познавам таков. Тоа е чиста политика и додворување на софиските политики. Бидејќи Бугарија сакала или не, ќе мора да свати дека од македонец бива само македонец, дека од албанец бива само албанец, дека македонците во Мала Преспа се македонци и никогаш нема да бидат бугари. Како генерал мајор, доктор на науки, после 32 години воена служба за Македонија, од неодамна се придружив на една друга, многу побројна армија. Армијата на пензионерите. Чувствувам обврска со целото мое професионално и лично искуство активно да се вклучам во движењето. Оти верувам дека со политиката треба да се бават луѓе кои имаат капацитет и личен интегритет. Поединци на кои општествениот интерес им е пред личниот. Луѓе честни, работливи, пожртвувани, непоткупливи.
Веднаш по изгласување на власта ќе направиме усогласување на платите и пензиите и ќе има рамномерна распределба на сите, порачува Димитриевски.